Така, кога сме кај емоциите, родителството е веројатно велат најтешката професија која што човек може да ја одработи. Овој месец се празнува денот на свесното родителство, колку со новиот начин на живење, со овие динамични времења, овие модерни сајбер периоди кога децата се претежно не на улица, туку пред компјутери, а родителите се се почесто и почесто зафатени бидејќи имаат работни обврски, треба да се менува родителството. И што значи свесно родителство? Ќе зборуваме во продолжение, во живо, колегата Оливер Иванов ќе ги има деталите и за самиот ден, но и за она што го најавивме. Оливер, добро утро. Така, добро утро, Александар, по втор пат ова утро, добро утро до сите оние кои што моментално се вклучија со нашата утринска програма. Така како што спомена, ние ова утро најавуваме еден актуелен настан кој што ќе се случи во чест на свесното родителство. Станува збор за конференција за свесно родителство која што ќе се случи од 21 до 25 септември, а повеќе околу самото значење на тој концепт на свесно родителство и зошто тој е важен. Ова утро ќе имам честа да поразговарам со госпоѓата Ана Салтирова Давидовски, која што е предавач на оваа конференција, истовремено е и тренер инструктор по НЛП програма. Добро утро, добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро, Оливер, благодарам на поканата. Така, за почеток, кои се оние главни предизвици со кои што се соочуваат родителите во денешно време и кои се оние главни стравови при самото изведување на детето на прав пат? Така, зашто знам дека е утринска емисија и немаме 2 часа да зборуваме за сите предизвици кои што ги имаме ние родителите, посебно време во кое што е динамично, за кое што сте зборуваме, така да нема да се повторувам во тој сегмент. Оно што е сериозен предизвик ни прави технологијата и е нешто со кое што минатата генерација родители не се справуваа, работите многу се променети, што значи дека и ние треба да направиме малце апдейт на нашиот софтвер, како би можеле да одговориме полесно на предизвиците, тоест полесно да им помогнеме на децата да ги ставиме да ги спремиме за светот на големите. Место целта на родителството не е ништо повеќе од тоа да ги подготвиме нашите малецки да влезат во светот на големите и таму да продолжат да си играат исто како што си играат денеска безгрижно. Така, предаве сте на конференција за свесно родителство која што спомена дека ќе се случи од 21 до 25 септември, но пред да преминеме кон тоа што ќе биде целта на вашето предавање, би сакала да ве прашам што означува овој концепт на свесно родителство и дали ние како нација го сваќаме и го негуваме овој концепт дека родител не се станува само со раѓање. Интересно. Пред 3 години почна конференцијата. Јас сум многу среќна што такво нешто дојде кај нас, затоа што не е нешто што ние го измисливме, е нешто што постои секаде во светот, но убавата работа е да го зборуваме на македонски јазик, да го зборуваме за нашите македонски родители, зашто не се што ќе слушнеме од страна е апликативно во нашите услови согласно нашата култура. Така да 3-та година поред ние конференцијата. Минатата и оваа година се по 15 предавачи, значи во 5 дена по 3 предавачи, едночасовни предавања кои што имате можност да ги добиете и да останат потоа со вас, па да ги слушате во сопствено време. Зашто некој кажа 15 предавања, немам време да се истуширам. Имам мали деца и вистина е така, но во свое време, оној момент кога ќе останат децата, буквално цела година може да останат предавањата со нас. Во делот дали ние го разбираме, свесното родителство не е дестинација, свесното родителство е патување, растање. И не е само во процесот на родителството, е прашањето колку сум јас свесен. И не би требало да се мериме дали јас сум свесен, посвесен од некој друг. Целта е да движиме кон истото и да движиме во насока на освестување. За ослободување, а не за осудување. Заради тоа што мерката кој е свесен и кој е посвесен, треба да си бидеме самите на себе си. Дали јас сум денеска посвесна и подобра од тоа што бев вчера, така да целта на самата работа е точно тоа. Мене и кампањата ми е што имав покренато, што се вика личен избор, е точно тоа, свесна промена на фокусот на мислата за враќање на доброто расположение повторно во мода, зашто тоа е она кое што ни овозможува да правиме поинакви, попаметни, помудри избори, а не избори диктирани од мејнстрим. Споменате повеќе едночасовни предавања и вие ќе имате нели едночасовно предавање во рамки на ова конференција, па еве во оваа прилика би сакал да прашам што ќе биде темата на вашето предавање и како слушањето на истото може да направи сите нас подобри родители. Супер.
Јас, како што спомна, сум NLP тренер и NLP коуч. Професионално сум исто HR професионалец, кој што пред некоја година направив 18 плюс години работно искуство како корпоративен тренер. И она што го гледав во корпоративните обуки е дека јас ги подучувам другите големи, вработените по компаниите, она кое што јас самата го учев како голема, а тоа се работи меки вештини кои што ние можеме родителите да ги научиме собствените деца. Нормално ако ги знаеме и сме ги научиле самите. Кој што спомнав, јас ги учев како голема, што подразбираше дека во тој процес на моја промена, мој раст, подразбираше дека некои работи јас треба да ги избришем од мојот софтвер за да направам место за нови програми кои што денеска не поддржуваат. Ништо поразлично од нашите компјутери како што ги апдейтуваме, ништо подразлично од нашиот компјутер како го апдейтираме, како би можел да перформира во своја најдобра полнина. Во однос на предавањето, јас и во другите иницијативи кои што ги работам, како што е клубот за родители, книгите што ги имам, материјалите, подразбирам да покријам вештини кои што ни се потребни во светот на големите. Како што спомнав, јас доаѓам од едукација во светот на големите, гледам што е она што им недостасува на големите, па сакам да им ги поддржам родителите, како би можеле тоа знаење да го симнат кај децата, а исто времено бонус ќе им биде тоа што ќе може да го стават и кај себе. Мојата тема ќе биде родителството X0. Ќе користам аналогијата од играта со која што пораснавме, X0, а ќе го обработам grow mindsetот или што е разликата помеѓу луѓето кои што постигнуваат успех и другите кои што малце потешко им оди тоа, иако ги имаат истите предуслови, истите знаења, истите вештини и се што е потребно да го постигнат, едноставно не се случува. Ова аналогија, мислам дека прочитав дека исто така споменавте дека растот на родителот значи и раст на детето. Колку тоа е важно во денешно време, самиот родител постојано да се едуцира за и детето да порасте онака како што треба за да да ги стекне оние потребни вештини. На правилен начин. Так, апсолутно не е важно, круцијално. Зашто што децата нас не гледаат што зборуваме. Тоест, убаво кажав, гледаат, зборуваме, сакам да кажам, не слушаат што зборуваме, него точно не гледаат што правиме. Дали јас сум моделот, дали јас го живеам тоа што го зборувам. Зошто? Тоа што во спротивно ќе гледа конфликт на работа, мама збори едно, а прави друго. Изгледа треба да правам како што мама прави, а не како што мама збори. Затоа што многу луѓе зборуваат различни работи. Треба да бидеме примерот што сакаме да го видиме. Што значи, не е потребно, него е круцијално. Не би сакала грубо да звучи, да речам невоспитани, но ќе речам деца кои што не го искористиле својот полн потенцијал, се резултат на луѓе кои што не го искористиле својот полн потенцијал и тоа е личен избор. Не е никој крив за истото. Родителите го направиле тоа и со најголема љубов и најголемо разбирање го продолжуваат понатаму. При тоа не сакам да кажам дека постојат лоши родители. Сите родители се добри, сите родители го сакаат најдоброто за своите деца и го даваат најдоброто во себе. Целта на развивањето и растењето на нас родителите е точно тоа, да пораснеме повеќе како би можеле да дадеме повеќе повторно. Не во насока на осудување, него во насока на освестување за ослободување. Зашто на тој начин и на нас не е многу полесно. Оној момент кога ќе се справам јас со предизвик со моите деца, мене ми е многу полесно тоа што имам барем 4-5 алатки што можам да ги ставам во сложба. Текне вака, така или онака. Може ниту едно од тие нема да работи. Али самиот момент да знаеш дека имаш нешто што можеш да го ставиш ти дава контрола на ситуацијата, а не да бидеш жртва. Тоа е едно од работите исто што ги покривам, а тоа е размислување во духот како може. На сметка зошто јас, само моите деца вака прават, сите имаат време за ово, само јас немам. Како можам да го направам ова? Како можам да го поддржам моето дете? Што можам јас да направам да се поддржам себе си? Целта на конференцијата е точно тоа. Меѓу другото има можност да се, мислам дека раната пријавата заврши, но има можност да се купат и сите 3 конференции уназад, да гледаат, значи не само 15 предавања од оваа година, 15 предавања од минатата година. И се не стекам колку точно беа предавања. Првата година мислам дека беа 6 носечки предавања и уште 12 бонус предавања. Но во основа повторно од нашиот пазар, од нашите искуства и луѓето што е оно што го прават и работат, како може да бидеме поддршка за мали, поголеми
дури и за тинеџери, што е оно што може да го правиме. Моите предавања се например предавања кои што се апликативни од оној момент кога детето ќе почне да зборува, па се до нас големите. Значи се тоа може да се аплицира. Некои се поспециализирани за помала возраст, некои се специализирани за поголема возраст, но во секој случај за сите има по нешто и верувам дека ќе си го размрдаат, предизвикаат размислувањето на крај на денот и самиот момент, ако било кое предавање направи момент во нашата глава да ние преиспитаме некако наше размислување, според мене има направено бонус. Вие имате присуствувано на сите три конференции за свесно родителство, а покрај овие конференции вие и приватно работите во полза и за свесното родителство, па така со цел да им помогнете на многу родители со цел да бидат подобри и поефективни во извршувањето на улогата родител, имате создадено и планер за среќни родители. Па што содржи овој планер и еве како може самото читање на истиот да придонесе кон тоа да бидеме што посреќни родители и што поостварени во улогата на родители? За почеток, јас таа улога ја почнав во оној момент кога јас станав мајка, кога јас почнав да ги барам одговорите и гледав дека за некои работи се снаоѓам подобро, некои работи ми одат подобро и некои луѓе се интересираат за тоа. Инаку како што спомнав, јас бев скроз во корпоративниот свет и воопшто не ни размислував за условно кажано правење промена на дирекцијата. Содржината останува иста, правам блага промена во насоката. Ствари не промена, го збогатувам покрај тоа што го работам во корпоративниот свет. Така да планерот за среќни родители е ексклузивен и е само за клубот на родители, мада во последно време многу луѓе почнуваат да ме прашуваат за него, па размислувам дека можеби ќе може да го направам и комерцијален, тоест независно дали некој ќе се одлучи да се вклучи во клубот или не, да има можност да го добие планерот. Тоа настана повторно како одговор, тоест како фрустрација од моето 18 годишно искуство во корпоративниот свет. Одам, држам обука, прекрасни луѓе слушаат, доаѓаат на обуките, најнаш не е дека луѓето не знаат ништо, има многу работи кои што ги знаат, а не се случуваат, нема промена. Нема промена зашто знаењето само по себе не прави промена. Ставањето на знаењето во служба ја прави промената или трансформацијата. И така настана планерот за, кој што има во насока да направи развивање на вештините, тоест ставање на оние знаења во дневна пракса, како би можеле тие да почнат да работат за нас, а не против нас. И нус продукт настана планерот за родители, за среќни родители, зашто како секое патување и платувањето родител треба да се планира. Не би требало да се оставиме да го правиме тој план секојдневно. Оној момент кога ќе се вратиме изморени од работа. Изморени сме. Најдоброто од себе сме го дале каде? За кого? За која пермиса? Едниот дел и другиот дел според мене е многу важно да се ги усогласиме родителувањето согласно нашите вредности. Што е оно што сакам, каков родител сакам јас да бидам. Така во една прилика со ќерката ја прашувам една од причините каков родител сакам да бидам јас, сакам да бидам забавен родител. И сега ја прашувам ќерка ми како она ме доживува и беше многу интересно дека она немаше баш идеја дека јас сум забавен родител. И тука е моментот каде што имаме можност, ни дава алатка со која што може да работиме за да се набаждариме. Ако сакам да бидам забавна, очито тоа што го правам не е кај не за забавно, а го правам за нејзе или за синот, така да ни дава одлична можност да направиме свесно планирање на себе си и е замислен како апликација за себе подобрување, тоа што првиот месец е челендж во кој што јас си се крирам самиот себе си за тоа каков родител сакам да бидам. Тоест си вадам, како што спомнав, јас една од работите што ми е важна е да бидам забавен родител, на кој што и како имам простор за подобрување според двете деца, не според едното. И потоа секој месец се посветувам на една работа и се прави детелен план, зашто како што спомнавме, никој од нас родителите го нема целиот ден на светот да се занимава со таа работа, а е важна. Така дома не би земало повеќе од 10-15 минути. Како што ќе поминат месеците, последниот месец е ревизија на се што се случило и автоматски доаѓа како првиот месец челенџот, тоест да се испланираме, тоест да се рекрираме и да почнеме нова спирала или ново патување нагоре. По мали, ситни, континуирани подобрувања кои што ќе не однесаат на друга насока. Така, споменате дека
планерот за среќни родители е исто така како дел за оние кои што се дел од вашиот клуб на родители, па бидејќи споменавте дека билетите за конференцијата за свесно родителство се распродадени, сигурно вакви или не? Early Bird е завршена, инаку продажбата си е се уште во тек, така да сите кои што се заинтересирани, топла препорака да погледнат на родителство.mk. Тука ги има сите детали за конференцијата и кои се продавачи, кои се темите, ги има, ако не се лажам, и од минатогодишните предавања, не ако не се лажам, сигурно ги има и кои биле предавачи, кои биле темите, како би можеле луѓето да направат искуство, да видат зашто точно се зборува, која е целта на конференцијата, што она што се очекува. И повторно можам да кажам, ве охрабрувам да го отворите, да го дзирнете, што станува збор за многу достапно за нас македонците во насока на вредност и во насока на инвестиција. Многу достапно. Добро, значи што не се расправи, но исто сака да спомнам дека нели можат исто така и совети да слушнат и од вас во клубот на родители. Па еве во ова прилика спомнавте дека тој планер го добиваат сите оние кои што се член на клубот на родители, па како може да се зачини во вашиот клуб на родители? Клубот на родители, како што спомна планерот, го добиваат на подарок самиот момент кога ќе се вклучат и тоа почнуваме буквално со забава за планирање. Тоа е едночасовна работилница во со НЛП методологијата и со коучинг пристапот, каде што они самите под мое водство го креираат тој пат или ги прават основите да го направиме планирањето согласно методологијата, согласно структурата, за да може да се направат една црта. Јас викам, често од животот го добиваме она кое што сме спремни да го толерираме. Па целта на планирањето е да го подигнеме малце стандардот и да ги дефинираме кои се оние минимални работи што ќе ги правиме во нашето родителување, зашто оној момент кога ги имаме минимумот, ние веќе имаме ставка од која што не би требало да одиме надоле. Зошто? Тоа што компромис се прави нагоре, а под ова е компромитирање на личната среќа, конкретно во овој случај во процесот на родителувањето. Така да кикофот во клубот на родители го правиме 2 пати годишно, тоа е во мај и во ноември. Значи вратите се отвараат 2 пати. Ноември, здравје Боже. Јас се сеќавам за 50 и некој ден треба да се отвори клубот, каде што имаме таа забава за планирање со планерот за родители. Самиот клуб на родители е осмислен не да биде класична обука, него да биде место каде што луѓето ќе влезат и подолго ќе останат, тоест ќе останат онолку колку што треба. Што се однесува до возраста, тука имаме различни родители. Има родители што имаат 20 плюс години деца, имате дечиња и родители кои што имаат мали дечиња. Зошто? Тоа што овие се толку универзални алатки кои што може да се аплицираат од најмала возраст. Јас ги работам со двете мои деца до на сериозни состаноци со извршни директори и таму ми се идентично апликативни. Благодарам многу за овие информации и за овие споделени совети до сите родители како да бидеме подобри родители. Родителството е многу повеќе од тоа да се роди детето, тоа представува на детето треба да му се пружи и љубов, грижа, внимание, па затоа сакаме да потенцираме и да ја поздравиме ова иницијатива, да и овие настани кои што некако имаат огромна улога во подигнувањето на свесноста за значењето на улогата родител, улога која што треба да се одигра на правилен начин, доколку бидејќи децата се наша иднија.